Почитувани колеги од владачкото мнозинство, дојдовте во градот кој тешко дише, во кој има загаден воздух, градот во кој 120 дена една мерна станица покажува поголема загадност од звереното и во градот кој е рекордер по бројот на марени заболувања. Мило ми е што после 3 години од нашите укажувања признавте денес дека воздухот во Битола е загаден. Ако мојот мандат како советник завршеше пред 20 дена и некој ми ја прераскажуваше оваа седмица, немаше да верувам дека колегите од ВМРО ДПМН употребија вакви зборови на оваа говорница. Како ние треба да работиме заеднички во интерес на тоа дека воздухот е загаден. Ќе започнам или ќе ве потсетам со една пресконференција која одржавте пред 2 години од овој совет. И ќе ве прашам да се потсетите од претходните говорници дали некој ја одржа и дали се срами за таквите изнесени зборови од пресконференцијата. Советот вика опозицијата ја зеде точката на дневен ред и наместо да расправаме за програмите на комуналните предпријатија кои требало да бидат во фокусот на вниманието, власта искажува чудоневиденост од однесувањето на опозиционите советници на коалицијата Сојуз за Македонија и нивното барање за свикување итна седница на Советот и донесување заклучоци на теми на кои во изминатите 2 месеци Советот расправаше и донесе исти заклучоци какви што предлага опозицијата. Со мнозинството на Советот истакна дека со поднесената иницијатива и понудените заклучоци опозицијата се труди проблемите од Скопје да ги пресели во Битола. Со нивното барање опозицијата или сака да привлече медиумско внимание, или спроведува директиви од централата во Скопје, што не им е прв пат. Советот на општина Битола работи по статут и деловник и навистина би биле неблагодарни пред своите граѓани, доколку сега повторно, на крајот на годината, кога имаме важни теми за дискусии, ние да се повторно да се навраќаме на некои теми кои се веќе обработени и на кои веќе се работи. Ве прашувам дали некој од овие претходните советници ја читаше оваа пресконференција и дали денес не се срамите од ова што сте го прочитале тогаш. И дали, ако не се вие, тогаш некој друг ја читал оваа пресконференција и дали не се срами од ова што го прочитал. Пред 2 години. Значи пред 2 години вие тврдевте дека комуналните предпријатија и нивните планови треба да бидат во фокусот на интересирање на битолската јавност и дека воздухот е тема која ние сме ја донесли од Скопје. Вие од каја донесовте сега седмицата на оваа темата? Оната, да ми кажеше некој дека некој од советниците на власта ќе излези и ќе го пофали Сдруженијето за се работи, верувајте дека пред 20 дена немаше да верува. И сега ги фалите, при тоа заборавате во овие 2 или 3 години колку ги вреќавте. И ниту еднаш вие не застанавте на нивната страна кога бараја за ова. Прво, после првиот протест, ќе ви кажам кој ги вреќаше, после првиот протест ги донесовте да потпишат негов меморандум за соработка и за чист воздух. Дечките најверојатно наивни, тогаш прв пат се сретнаа со Владимир Талевски, му поверуваја, го потпишаа меморандумот, сватија дека сгрешија, меѓутоа касно беше. Упорно се трудевте да ја уништите идејата, организиравте пред нивните трибини исти, со ист наслов трибини, упорно им делевте политички етикети, ги испотрошивте во овие 2-3 години, ги нарекувавте соросоиди, платеници, предавници, корисници на туѓи пари и на крајот и лично ги исповреѓавте во едно сообщение од општина Битола и кажавте дека едниот бил нереализиран актер, другиот ја неќел мантијата, третиот немал убави заби, четвртиот грешно се чешло. И никој од вас тогаш не стана да ги брани,
Денес викате Сдруженијето за нас да браво за тоа што го постигнало на Facebook. И ако јавноста ја, зашто тоа не го споравте пред 2 месеца? Или сега имаме избори локални пред 5 месеци и сега ќе забораваме шо и кој изборуваше. Сакам да ве подсетам дека ќе повторам колешката Илиевска во која на Коледе изјавивте половина за платно италијански од Васеревте и се смеевте кога спорувавте дека не можеме ништо против Божите сили. И дека тоа не е проблем на општината. Од оваа говорница кажате дека воздухот во Битола е загаден затоа што Владимир Талевски во таа година изградил 100 улици во Битола. Од многу копање и градење меѓу улиците се загадил воздухот во Битола. Вие го кажете тоа, не ние. Зборувате дека немој да ги плашите граѓаните. И сега, после 2 години од таквите малтретирања, вреѓање на сите, намалување на проблемите и минимизирање, вие зборувате сега ние да предложиме мерки, бидејќи овие утре ги предложите овие мерки пред 2 години. Ако 1200 луѓе годишно умираат од загаден воздух во Македонија, значи дека негде околу 60 умираат во Битола. Зошто овие мерки не ги предложите пред 2 или 3 години кога почнавме да го актуализираме проблемот со воздухот? Се сеќавате на еден наш настав дека сакаме Битола сака чист воздух или нешто слично, имавме негов транспарент. Вие одговорите со една пресконференција пред седишното на ВМРО ДПМН и викате опозицијата немаше да прави, таа нема идеи, безидејна е, безцелна, нека земја ако немаш да прават, нека дуват во маглата, нека вашите од маглата од Битола. Вие го спорувате тоа. Не слушнат дека не се сеќавате. Има на отворете на YouTube. Ке си ги видите, јас не ви кажам кој ви држи пресконференција на видео. Не знам кој ги пишуваш, ама знам кој ги читаш. Го гледам. И вие не знаете за сходно никој од вас да се одгледа таквите изјави што имате на пресконференција. Го извадовте на трибина советникот за локална за чист воздух и како се вика тука воопшто на Битола за животна средина и как не знаејќи дека е снимак човек го каже дека исподцркавме од воздухот. Го натеравте 5 сообштенија да напише во кој ред, каже дека не кажав така како што беше. Го видовме сите, не слушнавме човек. И после ова се вика дајте сега ние да не се делиме, да не се правиме. И како да не се делиме? Еве ние ќе поднесеме иницијатива каменоломот, како се отвори каменолом или поднесовме иницијатива како се отвори каменолом. Вашиот одговор беше ќе ги видиме службите, ќе кажеме кој досега донесе таква работа овде. Ама сега таму се работи за наши и ваши интереси. Нашиот интерес од каменоломот е да не работи, да не загадува. А вашиот интерес е финансиски тој каменолом да работи. Бидејќи има бизнис врски со ВМРО ДПМН. И тој е вашиот интерес. И затоа вие се кидите за каменоломот. После 3-4 години, ако тие врски ги нема, и вие ќе станете да ги речете каменоломот да се затвори и ние сме оцекуваш за тоа. Не памтиме ли сега? Значи порано немало, сега има интернет и видиме што се кажува. Се сеќавате дека формиравте една комисија или тело кое беше составено од различни конструкцијаци? Се сеќава некој дека одеше седмица со правата кога беше интересното 2 години? Ние ми викате, немој да ги плашите граѓаните. Немој ние само да кажува да ги стигнат. Дека PM10 и PM2,5 се умира. Значи се умира, дека се заболува. И ако не преземеме мерки, тогаш ако не преземеме мерки, ќе умираме и понатаму. Меѓутоа 2,5 години изгубивте. Не лажете со некој. Зборувавте како прво. Мерните станици да ги поправите. Мерните станици да ги поправите. И кажете дека е многу тешко и дека е многу скапо. Дека кошта до неколку илјади евра да се поправи мерна станица. Ни донесовте некаков хаусмајстор од Министерството за животна средина, кој требаше да ме убеди дека поправањето е многу тешко и дека не може да ги поправи. И цело време, се ова што изборувам го правят и илјадници други работи што во моментот не може да се сетам. Ги правите и сега не викате, сега сите заедно се грижиме за воздухот. Не, ние зборувавме 3 години, кај вас беа инструментите, не сакавте.
Сега излеговте пред избори 3 месеци, пак на наша инициатива, меѓутоа по наша седница, по наша инициатива, по наш предлог, пак ја злоупотребите, вие сте спасители, први ги предложите мерките кои требаше да ги предлагаме и да ги усвојуваме. Не може такво лицемерие, мора да ви кажем и не може да на крај, ние како опозиција, сите мерки што се предложени, немаме намера да ги обстојуваме и ги гласаме. Меѓутоа мора да ви кажеме дека не може вака да се однесувате, дека не може оној што го негиравте во претходните 2 години, сега да испадне дека вие сте спасители. Благодарам.